Златко Марин од аеродром нема одговорено на живо новинарско прашање, ама прави конкурс за надпревар меѓу новинарите. Ова не е моја, туку за волја на вистината новинарска реакција на огласот на Златко Марин и на Советот од СДСМ во аеродром, со кој што нудат награди за новинарски дела во кои што 2 месеци ќе се фали нивната изборна стратегија со европско знаменце. Вкупно 180.000 денари Марин отворено нуди на новинари и медиуми, кои што најмногу ќе го пофалат СДСМ во аеродром, односно нема да ги критикуваат за неработењето. Јас се уште чекам на ЗНМ и на Високата школа за медиуми при МИМ да се произнесат за овој оглас на Златко Марин и Советот на СДСМ во општина Аеродром. И многу ме интересира, кои се луѓето кои што ќе бидат во комисијата, кажана во огласот, кои што ќе ја оценуваат медиумски прилози за тоа кој да добие награда и дали и комисијата ќе биде платене, бидејќи ни тие не работат за џабе. Дали меѓу нив ќе бидат и оние од маркетинг агенцијата кои што за една година Марин ги платил 73.000 општински евра. Иако има сектор за јавност, Марин си плаќа по 6.000 евра месечно, 73.000 евра за една година, PR, маркетинг агенција, да му креваат рейтингот. Прашањето е само, дали парите биле за реклама за Марин или за некои други активности за други потреби на СДСМ. Во аеродром е јасно дека ниеден новинар и ниедна PR агенција нема да можат да ги исперат Марин и СДСМ заради предизвиканиот хаос со неработењето и лагите. Например, зошто не направат реклама или да се награди медиумски прилог за дадените 300.000 евра за некаков софтвер, а денар нема дадено за локален економски развој. Марин фрла илјадници евра за агенции и медиуми, а 0 денари за локален економски развој. Во аеродром, ама сега и насекаде се знае, СДСМ со Марин и со нивните членови на Општинскиот совет нема ништо да сменат, освен понатамошно девастирање на општината. А за тоа нема да има одговори, туку лажни фалби преку скапо платени маркетинг агенции и преплатени новинарски прилози, во кои што ќе го нема загадувањето и бетонскиот хаос во аеродром, предизвикано од Златко Марин и од СДСМ.